Благодарам, почитуван председателе. Почитувана колешке, верувам дека ќе се сложите со мене дека имаме една интересна ситуација. Имаме за споредување две аболиции кои што се изречени од 20 председатели на Република Македонија во два различни периоди, кои што се произлезени од две крајно различни ситуации. И сметам дека е многу важно пред граѓаните барем да ја разгледаме ситуацијата, односно мотивот за нивното изрекување на истина. Првата аболиција која што е изречена од вашиот државник господинот Црвенковски на 3 август, мислам дека тоа беше 2008 година, кога во земјата немаше политички креирана, сценирана, режирана политичка криза од Социјалдемократскиот сојуз и немаше бегалска криза, почитувана колешка, која што со сета своја сериозност, критичност од најразлични аспекти, пред се безбедносни аспекти, постојано која што демне врз безбедносната ситуација на нашата земја. Црвенковски го аболицира вашиот сегашен лидер Зоран Заев за криминал кој што е тежок 8 милиони евра, почитувана колешке. И знаете која беше изјавата тогаш на вашиот лидер? Аболицијата, кажува Заев, дадена од председателот Црвенковски, нема да ја коментирам во јавноста, тоа било негово уставно и законско право. Ве молам, почитувано колешке, ова изјавата на тогашниот и сегашниот аболициран Зоран Заев. Втората аболиција, која што е изречена од господинот Иванов, е донесена во еден исклучително тежок период низ кој што поминува нашата земја. Аболиција која што за разлика од првата, Социјалдемократскиот сојуз, првата аболиција не ја осудува, додека ова втората аболиција изречена од Иванов е осудена од сите политички партии, вклучувајќи ја и ВМРО-ДПМН. Но за разлика од вашиот државник Црвенковски, господинот Иванов дава објаснување зошто ја носи ова аболиција, додека Црвенковски не дава никакво објаснување за аболицијата тешка 8 милиони евра. И сега имаме две аболиции за споредување. Првата од Црвенковски, тешка 8 милиони евра за криминал и нема објаснување, и втората аболиција од господинот Иванов, која што се носи во исклучително тешки ситуации, има објаснување и е осудена од сите политички партии за разлика од првата, заради излегување од политичката криза. И сега вас како правник ве прашувам, овие две аболиции се носени согласно Уставот на Република Македонија и тогаш и сега важи истиот устав. Освен ако вашиот државник Црвенковски во брзање да го аболицира Заев не прочитал устав можеби од друга соседна држава. Благодарам.